Хотелиерите и угостителите една деценија бараат намалување на ДДВ-то за храна од 18% најмалку на 10%. Ослободените средства, како што велат, би ги искористиле за надминување на проблемите со кои се соочуваат, почнувајќи од недостигот на квалификувана работна сила, стручен кадар, потоа покривање на високите трошоци, кои се само дел од предизвиците со кои се соочуваат. Вела дека високата стапка на ДДВ на услугите ја намалува конкурентноста во однос на соседните земји. Одданачувањето што го спомнувавме ресторанско, да се намали ДДВ-то, за да бидеме поконкурентни. Ако тоа не се намали, ако работниците не се прескапи, тогаш викаме, скапо е, нели, едно кафе или што и да е, нели, во Охрид, но тоа е резултат што допринесува на оскапување на сите тие производи. Значи, потребно е да се разгледа уште еднаш тоа прашање. И ова не е единственото нивно барање, со кој настапија пред ново формираниот Совет за туризам, од кој меѓу другото бараат и субвенционирање на платата за вработените. Беше побарано и уште бараме некаква субвенција на вработените кои остануваат 12 месеци, нели, да бидат субвенционирани со еден дел, барем неколку месеци, во таа најниска сезона, да може да ни помогнат да не правиме големи загуби. Дел од експертите по туризам без влакна на јазик велат повеќе од 30 години хотелиерите, угостителите, агенциите постојано бараат помош која треба да биде оправдана. Посочуваат дека субвенционирањето е краткорочна економска мерка. Не смееме да дозволиме тоа да прерасне во еден должничко доверителски однос, односно да дојде до степен на паразитизам, бидејќи од 2010 година па и до ден денес нашиот туризам и туристички развој се базира на субвенционирање. Треба да се направи еден ресет. Да, секоја помош е добре дојдена, но треба веќе да се размислува предприемнички, значи предприемништвото е доведено до еден непрепознатлив степен. Ненавремената категоризација и административните процедури, недостигот од квалификуван кадар во сезоната, падот на квалитетот на услугата и оптоварената инфраструктура, кратката туристичка сезона и нестабилните приходи. Формирање туристичка инспекција се главните проблеми кои ги лоцира Советот за туризам, кој како советодавно тело ќе има значајна улога во обликувањето и креирање на туристичката политика на Македонија.